По спроведени сериозни научни истражувања, науката е исправена пред дилема дали чоколадото е добро за здравјето или не. Одговорот на прашањето се бара и во Македонија. На примерот, од околу 2 милиони испитаници за влијанието на чоколадата врз здравјето, во 2006 година започна научен експеримент, во кој лебот постепено се заменуваше со чоколада. На почетокот замената на лебот со чоколада предизвикуваше еуфорија кај испитаниците и тие во значителен број го поддржуваа експериментот. Но како течеше времето, значи како одминуваа годините, прекомерното конзумирање на чоколада во услови на недостаток на леб почна да предизвикува негативни последици по субјектите на експериментот. Последиците наскоро се проширија и на управата на експериментот, кој почна да покажува и знаци на душевно растројство. Ние сме лудаци, ова што го правиме е ненормално. Значи, ние трошиме на чоколада, а немаме леб. Откако финансискиот директор се повлече, останува нејасно дали експериментот ќе продолжи. Субјектите на експериментот се повеќе негодуваат и бараат лебот да се врати на нивното мени. Од фабриката за чоколади за вчерашни Езерка Тоблероновска. Езерка, ти благодарам, а ние одиме понатаму со вчерашни. Фала, Петар.